Со мене в студиото е Маја Морачанин, председателката на Дом. Па би рекол, наш чест гостин, Маја, ако смеам така да кажем, доктор Маја Морачанин. Јас денеска ве викнав за да појасниме, остваривте средби, вчера се видовте и со председателот, односно со представници на ВМРО ДПМН. Така е, пратениците. Така е, пратениците, тие интензивни средби прават, особено опозицијата со разни актери во собранието, бидејќи се во напор да се приклучат, да бидат дури можеби и предводници на оваа иницијатива за менување на изборниот систем и така натаму. Зашто точно се согласивте? Се согласивме за една изборна единица. Добро. И се согласивме дека оние предлог закони, затоа што во март месец минатата година неколку пратеници од помалите партии поднесовме предлог закон за измена на изборниот законник за една изборна единица. И до сега не беше отворена дискусија во собранието по однос на овој предлог закон и се согласивме дека ќе се отвори дискусијата во собрание по овој предлог закон и тие прифаќаат да се смени изборниот модел наместо сегашните 6 да има една изборна единица, она што е наше барање. Сега ние нашиот став е како Дом сега зборувам една изборна единица без праг. ВМРО ДПМН е вела дека тоа ќе биде тема за дебата. Предпоставувам дека би сакале да има праг, но се отворени за дискусија, што мислам дека е коректно. Вие сте член на владеачката коалиција, СДСМ често, па и вчера, мислам, реагираше дека ВМРО се обидува да се умркува на разни партии и така натаму. СДСМ се согласува со истиот пристап да се отвори расправа за изборниот закон? Апсолутно очекувам дека тука нема да има проблем, затоа што една изборна единица е практично и заложба на СДСМ. Ние со нив сме дискутирале по ова прашање, тоа и имна програмска определба, така што не би требало тука да има проблем. Реалната можност и кој е временскиот рок за ова? Бидејќи ние знаеме дека отварањето на изборниот закон подразбира да широка дискусија, тоа не може да се прави со надгласувања, обично се оди со консензус или колку што е можно повисока согласност на сите актери. Што е вашата проекција? Колку би траело тоа, дали ако ова се отвори во некоја догледна, да речеме, месец февруари е реален период за отварање на таа дискусија? Е реален, затоа што предлог законот е во собрание, само треба да се стави на комисија за политички систем, таму оди и да започне дискусијата. И ние не брзаме во февруари да се заврши и да се изгласа. Напротив, велиме да има јавна расправа, да се вклучат експерти, граѓански организации, сепак промената на изборниот модел е многу важна тема. Јас овде ќе инсистирам во последните 2 месеци разни експерти викаме, последен беше минатата недела доктор Марко Картогица, кој исто така изворедни објаснувања имаше околу можните промени и така натаму. Моделот со една изборна единица има се разбира предизвици, не е тоа баш така, не е случајно овој модел со 6 изборни единици, бидејќи се смета дека модел со повеќе изборни единици носи по-добра рамномерност во представувањето во државата и дека... Ако мислите во поглед на регионалната, па можеби и етничката потоа како резултат на тоа е во клучот на македонскиот мултиетнички модел, да се постигне некаков баланс за да нема губитници и добитници во тој процес. Се плашите дека може да се нарушат тие стратегиски елементи во изборниот модел? Не, мислам дека не и од друга страна пак она што е предност на една изборна единица како модел, тоа е што тој е модел кој едноставно обезбедува најдобра представеност на граѓаните затоа што имате најмалку гласови кои што отпаѓаат, така што велиме гласови кои што се губат, бидејќи пак овој модел... Очигледно е модел кој што оди во корист на помалите партии. Тоа предпоставувам дека е, не предпоставувам, знам, бидејќи господин Павле Трајанов и вие многу пати сте објаснували дека... Со години зборуваме, така е, но јас не би рекла дека е само во корист на малите партии, мислам дека е тоа во интерес на граѓаните, бидејќи сега се случува некој да добие 20-30 илјади гласови на ниво на држава, зборувам за парламентарни избори зборуваме,
да нема представник во собранието, без пратеник да остане. Како реагира тие граѓани се непредставени. Разговарате ли со големите Дуи? пак ништо не губат. Разговарате ли со Дуи за овие прашања? Не сме разговарале со Дуи и не сум го слушнала вака ни во јавност нивниот став точно по ова прашање. Знам дека пред неколку години се споменуваше тие бараат 3 изборни единици, значи промена со 3 алијанса еве велат 8 и така натаму, но знаете како? Да отвориме дебатата во собрание. Таму е местото за дискусија, сите пратеници ќе си кажат аргументи за, против и ќе донесеме на крај најдобро решение. Со други зборови, се согласувате со критиката на Антонио Милошовски дека Џафери го држи председателот со собранието предлогот во фиока и не ја отвара таа собраниска расправа? Не мислам дека е до председателот на собрание, иако ние и до него упативме писмо, нели, за да се отвори дискусијата, бидејќи законот е ставен на дневен ред на пленарна, но она што треба сега да се и каде што процедурата е таква, треба на Комисијата за политички систем таму да оди на седница и да се отвори дебата по прашањето. Оти за сега официјалните, да кажем, иницијатори сте вие од ДОМ, е Павле Трајанов со Демократскиот сојуз и ЛДП и партијата на турците. И турската партија, така е. Па сите вие сте во известен... И ВМРО Народна партија. Па ВМРО Народна и така. Па зошто тогаш е се тоа уште успоредно заглавено, ако еве и самата велите дека нема битни, барем не јавни спротивставувања? Да, за жал во нашето собрание се случува така, некои закони да едноставно да се заборават некаде во некоја фиока и најчесто тоа се случува кога нема расположение или консензус, особено за оваа тема, бидејќи е, нели, вака интересна за сите партии и мислам дека е тоа причината, но не треба да се плашиме од дебатата. На крајот да имаат различно мислење треба да се каже. ВМРО ДПМН предлага не само да се оди на една изборна единица, туку драстично и да се намали бројот на пратениците. Не мислите дека помалите партии ќе бидат жртва на ваквиот предлог повторно? Вчера, да, така е, но она за кое вчера зборувавме беше дека ќе биде приоритет сега само една изборна единица, овие други теми за намалување број на пратеници и така натаму, дека нема да се дискутираат. Инаку да, во право сте, ако има една изборна единица со намален број на пратеници, тоа значи за помалите партии дека ќе имаат помал број, ќе имаат и поголемите помал број, но е потешко бидејќи ќе ви требаат повеќе гласови. Предлогот е да се намали за 30 пратеници, ние тоа е како дом се согласуваме. Мислам дека не е дефинирано дали за 30 пратеници, но генерално еве зборуваме за намалување на бројот на пратеници, бидејќи навистина вчера за таа тема не разговаравме, но ставот на дом е во ред. Нека се намали бројот на пратеници, без разлика за ова вие што го велите што е така, но не е проблем, нека се намали бројот на пратеници, нели целта е да се заштити од буџетот во ред, но тогаш дефинитивно мора да имаме една изборна единица без праг, со отворени листи и 50% жени на листите, што е стандардно барање на дом со години, оти така во еве еден помал парламент да имаме навистина одраз на директен одраз во пратениците на волјата и изборот на граѓаните. Отворени листи, гледам дека сите го напуштија тоа барање. Не, ние не го напуштаме. Вие не го напуштате, многу е критикувано и ризично тоа барање. Сигурен сум дека сте свесни што значат отворени листи, дека тоа дополнително може да го дисбалансира составот во собранието, тоа може да го сконцентрира бројот на пратеници од Скопје и овие, да кажем, поголеми центри многу повеќе. Тоа ќе се одрази на регионална застапеност, на етничка застапеност, ќе се одрази на квалитетот на пратениците. Предпоставам дека разбирате дека кога јас би се кандидирал за пратеник, колку што ме мразат, толку ме сакаат, ама ме знаат, ама некој од Пехчево, кој што е можеби 2 пати подобар од мене, не го знаат, нема да добие шанса и така натаму. Сакам да кажам, тој модел со отворени листи носи многу ризици. Да, ама носи многу предности сега. Ако е ова ризик што вие го велите, но носи предност, затоа што така пак граѓаните директно ќе ве бираат вас и ќе знаат за кого гласаат и тогаш и одговорноста лична на пратеникот е поголема. Оти вака
Пратениците се на листите за на партијата. Парламент во кој нема вие да седите, ќе седат пејачи, ќе седат забавувачи. Сме го зборувале. Второ, не сум сигурен дали жени на тој начин ќе има доволно, освен ако баш не се стави како критериум да биде, ама потоа граѓаните бираат. И сега сме со квоти. Има начини да се обезбедат квотите и да бидат отворени листите. Непрактичност на тоа, бидејќи тоа значи една книга која ќе се добие за секој бирач, на кој што ќе треба да се оди низ предлозите. Мислите дека тоа е справедливо во современ ниво на политичка култура и изборна култура? Во други држави не, мислам дека не треба да се плашиме од тоа. Ако во други држави граѓаните може така да гласаат и гласаат, значи тоа е работа која што со тек на време ќе стекнеме искуство. Тоа не ме плаши дека ќе бидат збунети, можеби првиот пат сигурно ќе биде нешто ново, но не е проблем ако секаде се прави, може и кај нас да се направи. И во контекст на тоа што велите дека отворени листи можат да влезат така луѓе на крајот, знаете, и тоа е дел од демократијата. Од и така пак и граѓаните ќе имаат поголема одговорност, од и јас кога излегувам на избори и носам и одговорност за кого гласам. И обратно пратениците ќе имаат поголема. Преценувате одговорноста на граѓаните и способноста да направат добар избор. Бидејќи знаете како, знам, ама имаме една пролиферација на комедијанти, не знам, забавувачи, новинари во Португалија, Украина, Бугарија, па гледате што потоа се случува. И сега еден имитатор и комедијант решава воена криза во Украина. Мислам, тоа не дека квалификациите професионални секога значат и способност, ама значат некакви квалификации. Така што да не сте премногу оптимистична во можноста на проценката на, говориме за едно општо избирачко тело, да направат добри избори, а да не бидат водени од тоа кој е попопуларен и по-допадлив, па дури да кажем и позгоден, наспроти она кој е поспособен и поквалификуван. Јас мислам дека професијата не игра улога, дека човек со било каква професија може да се занимава со политика, ако решил, доктор, да се разбира, да се ако не доцира. игра улога професијата, немаше да има едно-два тима за хируршка интервенција во собранијава со толку многу доктори низ политика, очигледно дека игра улога. Луѓето сакаат да гласаат доктори. Да, тоа има друга предност, точно е, затоа што луѓето сакаат да гласаат повеќе за лекари, контактот со луѓето и така е, но има и од други професии, мислам и така и тоа е добро, исто така во собранието да имате пратеници од различни професии, затоа што и тоа дава придонес. Ние имаме различни комисии, секако дека некој што е, да речеме, за труд и социјала, дека може подобро да ги носи законските решенија од таа област и така натаму. Добро, за ова уште многу ќе се дискутира, јас сакав да ве претресам, да видиме што е најново, ви благодарам.